Ви благодарам многу и добро утро на сите. Би сакал да дадем еден преглед за прогрес и извештајот за Република Северна Македонија кој што беше објавен вчера, презентиран вчера во Брисел и јас веќе предадов копија на председателот на собрание, на премиерот и на вице-премиерот денеска, исто така утрово на председателката на Врховниот суд. Сушност овој извештај доаѓа се објавува во многу специјален контекст, посебен за тоа што руската инвазија врз Украина има креирана нова геополитичка реалност, ставајќи ја агендата за проширување на самиот врв на Европската Унија, особено затоа што европските и лидерите од Западен Балкан на самиот самит веќе дадоа посветеност за агендата за проширување, особено поради тоа што на 19 јули првата меѓувладина конференција која што го означи почетокот на преговорите со Република Северна Македонија и Албанија. Јас навистина представувам задоволство што процесот на скрининг веќе продолжува во Брисел. Ова е историски момент, исто така тоа е јасно признание за решителноста на Република Северна Македонија да ги спроведе реформите кои што се поврзани со ЕУ агендата. Земјата всушност е земја преговарач и всушност е многу важно да се види овој извештај во тој контекст кога сте земја преговарач, всушност значи дека постојат одговорности, меѓу исто така и можности за самата земја и тоа всушност се става фокус на самата потреба да се оди напред, да се промовира, да се унапредат реформите, исто така препораките кои што се содржани во самиот извештај. Всушност извештајот дава преглед за прогресот направен за имплементирање на ЕУ реформите. Има некаде 113 страници кои што ги вклучува економските, политичките критериуми, споредување и усвојувањето на европските закони, стандарди во сите релевантни сектори. Исто така го следи моделот на кластери кој што ги прегледува кластерите на европското законодавство во согласност со новата методологија. Всушност главниот наслов ќе биде дека Република Северна Македонија ќе продолжува своите напори за зајакнување на владењето на правото и покрај некои предизвици. Всушност земјата покажа решителност и определба да даде резултати во клучните сфери на фундаменталните основните принципи. Всушност извештајот е многу сеопфатен за да се оди во детали. Всушност само да покрием неколку сфери се со цел да зборуваме за некои прашања кои што се појавуваат во самиот извештај и за кои што има препораки. Всушност навина би сакал да почнем со кластерот на основите во некои сфери кои што се познати на вас. Всушност комесарот Вархеев вчера за време на пресконференцијата веќе спомна изборната реформа, меѓутоа јас би сакал да започнам со собранието. Всушност извештај за земјата всушност ги покрива и позитивните и повеќе негативните всушност сферите кај што има потреба од напредок. Всушност имаше политичка поларизација во собрание кој што всушност го одлажи, го задосни усвојувањето, спроведувањето на неколку закони. Всушност тоа се однесува всушност недостаток на консенсус по некои важни за назначување на суди во Уставниот суд и исто така во омбудсманот, исто така членови на програмскиот совет на јавните радиовизори, исто така на советот на агенцијата за аудиовизуелни услуги, исто така и членови на комисијата за заштита од дискриминација. Всушност ова назначувањето на овие членови треба да биде врз системот на заслуги, а не политичко назначување. Всушност и тоа така се кажува дека треба да се направат напори од сите политички партии се со цел да се засили улогата на парламентот, особено што се однесува на реформите кои што се побарнаа од страна на Европската Унија. Имајќи предвид сегашната ситуација, треба да се направи прогрес, исто така се нагласува потребата за планирање и исто така за да се ограничи употребата на процедурата, брзата процедура на носење закон и исто така нотира дека голем број на закони кои што беа усвоени во скратена процедура всушност има мало намалување, меѓутоа тоа треба значително лимитирано се со цел да се намали, значи да се има инклузивен легислативен процес и значителни дебати. Всушност вие ќе имате можност подетално да го разгледате извештајот кој што дава детали врска со активностите на
самото собрание. Сега би сакал да се осврнам на судството. Всушност тоа е еден аспект од владењето на правото. Всушност извештајот веќе заклучува како и порано дека судскиот систем е умерено подготвен, одреден напредок е направен во сферата на судството. Всушност подготовката на новата судска стратегија која што треба да се направи на инклузивен начин, всушност да се земат во превид лекциите научени од претходната и исто така треба да се направи акцискиот план да се имплементира. Тоа треба да продолжи, меѓутоа тоа треба да се направи на посистематски начин. Исто така темпото на имплементација на стратегијата за човечки ресурси за судството и за јавното обвинителство треба да биде зајакнато. Се разбира дека овие се важни затоа што тие ги покриваат сите прашања во врска со развој на меритократски систем. Всушност се така нотира дека судските институции имаат имплементирано доследно новите правила за назначување, унапредување, дисциплина и разрешување на суди и јавни обвинители. Меѓутоа исто така нотира дека во повисоките судови има задоснување на назначување на суди и самото закажано пензионирање всушност го намало бројот на суди и јавни обвинители. Уште еднаш кажува дека било кој драфт закон за академија на суди и јавни обвинители треба да го задржи, да ја задржи академијата како единствената влезна точка во судството и во јавното обвинителство и всушност треба да обезбеди дека пристапот до овие професии е на фер и транспарентен начин. Всушност не треба да има скратување на самите курсеви. Извештајот исто така коментира на самите напори за надградување на софтвер система, на АКМИ система, автоматизираното менаџирање на судските предмети во контекст на транспарентност и праведност, што се однесува на судскиот совет и советот на јавни обвинители. Исто така нотира дека различни чекори се преземени во текот на годината, меѓутоа исто така кажува дека и двата совети треба да продолжат со реализација на нивната определба во целосна согласност со принципот на независност за судството и зголемувањето на транспарентност треба да се зголеми во двата совети. Всушност ито така се вели дека треба да се осигура дека судството ќе биде безбедно од било кој ризик или перцепција на непотребна внатрешно влијание. Всушност за реформите поврзани ја јавната администрација, земјата остана умерено подготвена, меѓутоа земја треба да ги продолжи своите напори, направи ограничен прогрес во спроведување на минатогодишните препораки. Исто така е многу важно 2022-2025 година треба да се менаџира исто така логата на Агенцијата за борба против корупција беше прогресивна во адресирање непотизам, кронизам и исто така да се намали влијанието во вработување во јавните сектори, исто така во назначување на членови во надзорните тела и исто така да се обезбеди спроведување на препораките. Минатогодишните препораки не беа доволно адресирани и всушност ова година особено усвојување на законот за административни службеници и државни службеници, исто така законот за топ менеджмент, врвните раководни места, исто така законот за организирање и на административните тела, исто така да обезбеди целосна имплементација на општите административни процедури. Сите овие се од особена важност, особено во контекст кој што преговорите се започнати и всушност самиот капацитет на самата администрација да може да даде резултати е важно од било кога што се однесува на корупција и извештајот нотира дека земјата е умерено подготвена во превенција на борбата против корупција. Исто така меѓутоа корупцијата останува превалентна во многу сфери како прашање на загриженост, некој напредок е направен како што продолжува земјата да ги консолидира своите перформанси во истрага, прогонување и исто така во одредување на одговорност на високо ниво на корупција и исто така што се однесува на предметите покренати од специјалното јавно обвинителство, значи продолжуваат се процесираат за да се одреди одговорност за нелегалното прислушкување. Веќе го спомна проактивниот однос на државната институција против корупција, кое што е важно во овој поглед. Дополнителни човечки и
финансиски ресурси треба да бидат достапни за јавното обвинителство, истражните центри, исто така центрите за спроведување на законот кои што се во чија надлежност е за истражување и борба против корупција. Што се однесува на економските критериуми, ќе гледате, значи имате можност, значи детална информација која што ги покрива сите аспекти на економијата. Би сакал само една сфера, постоењето на пазарна економија. Во овој поглед Република Северна Македонија има направено одреден прогрес и постои добро ниво на подготвеност за развој на функционална пазарна економија. Од 2021 година економија закрепна од ковид предизвиканата криза и со така фискалните мерки кои што се имплементирани за да се ублажи кризата. Исто така на крајот на јули, исто така значи више значи нотиравме позитивен извештај кој што како резултат беше усвоен буџет, закон за буџети кој што беше усвоен некаде во средина на септември. Како што знаете, банкарскиот сектор на пример останува здрав и исто така профитабилен, со така финансиската отпорност више значи не постигна прогрес во однос на усвојување на закони. Се разбира дека остануваат проблеми, бизнис климат останува значи исто така се задржува од големото присуство на неформалната економија и исто така парафискалните рационализација на парафискалните давачки. Значи исто така голем напредок е направен во заедничката и надворешна политика и безбедност. Ова земја се има усогласено со мерките на Европската унија во врска со војната во Украина. Исто така покажа дека тоа е доверлив партнер кој што се усогласи значи својата политика 100% со таа на Европската унија. Само неколку зборови, ако можам да кажам на самиот крај, всушност само наслови, први како што веќе кажав, самиот значи контекст и Украина, што се случува таму, го смени геополитичкиот контекст и всушност ја фокусира, ја зголеми агендата на проширување и важноста на агендата за проширување тука за Западен Балкан. Второ, ние сите сме свесни дека ние сите во Европската унија и надвор од Европската унија живееме во многу тешки времења. Владите широм Европската унија и надвор всушност мора да се соочат со огромни економски и политички предизвици, како што беше значи и самото очекување дека нашата економија ќе почне да се закрепне после пандемијата. Всушност ние сега имаме променета ситуација. Ова земја преговарач, има големни можности, меѓутоа исто така одговорност, меѓутоа исто така постои итност за спроведување на реформи и за поголем динамизам за да се направи прогрес. Затоа овој прогрес има нова важност. Овие реформи ќе ја донесат земјата во Европската унија и исто така значи на позитивен начин ќе ја трансформират земјата во контекст на просперитет, на стабилност и демократските принципи. Всушност накратко можам да кажам дека процесот на скрининг кој што позитивно се развива, треба да оди рака под рака паралелно со процесот на реформе. И на крај, ова не е само работа на владата, иако очигледно дека владата има водечка улога, ова треба да биде дел на национален проект кој што ќе ги вклучува сите делови на политичките партии и сите делови на општеството, владата, опозицијата, државните институции, локалната власт, граѓанското општество, бизнисот и се разбира обичните граѓани. Ви благодарам многу. Само би сакал да искористам ова можност формално, официјално да му го предадам овој извештај на вице-премиерот за евроинтеграција. Благодарам евроамбасадор Егир. Следува обраќањето на вице-премиерот за европски прашања, господинот Бојан Маричек. Говорете. Благодарам, почитуван амбасадор Егир, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Како земја која преговара за полноправно членство во Европската унија и земја која е во процес на скрининг, Северна Македонија доби вчера позитивен годишен извештај на Европската комисија за 2022 година, прв извештај после отварањето на преговорите во јули оваа година. После направениот преглед и анализа на европскиот извештај од страна на Секретаријатот за европски прашања, ме радува што можам да кажам дека имаме одржливи реформи, имаме препознаен напредок и ни предстојат нови можности. На самиот почеток Европската комисија го поздравува почетокот на преговарачкиот процес, што беше потврдено и од страна на комесарот Вархели
за време на вчерашната пресконференција со изјавата дека одржувањето на меѓувладината конференција на 19 јули 2022 година е нова пресвртница во односите меѓу Северна Македонија и Европската Унија, бидејќи пристапните преговори започнаа. Ова е признание за континуираната посветеност на Северна Македонија и постигнувањата во спроведувањето на реформите, особено во кластерот фундаментални вредности, каде се оценува дека напредокот во правосудството расте и се бара да продолжи трендот на независно и самостојно работење. Во продолжение преку кратка анализа на кластерите ќе се осврнам на извештајот, кој секогаш дава објективен пресек на состојбите и напредокот во реформите, но исто така ги идентификува и областите каде треба да се зголемат напорите и да испорачаме повеќе резултати. Владата секогаш во последниве 5 години го гледа извештајот како објективен приказ и како водич за натамошните реформи и нивниот тек. Од аспект на вкупната посветеност и подготвеност, Северна Македонија се уште стои најдобро во регионот во кластерот фундаментални вредности, кој е најважен за динамиката на преговорите, но исто така и во кластерот ресурси, земјоделство и кохезија. Во кластерот конкурентност и инклузивен раст и кластерот зелена агенда и одржив развој сме веднаш за Црна Гора и Србија, кои веќе една деценија преговараат, додека пак кај кластерот натрешен пазар и кластерот надворешни односи сме приближно на исто ниво како и овие две земји. Оценката за вкупната подготвеност на земјата во 2022 од страна на Европската комисија е добро ниво на подготвеност. Од аспект на остварениот напредок, задржано е темпото на напредок или има подобрување во 23 од вкупно 43 области или поглавја, додека во останатите 20 области има ограничен или помал напредок. Од аспект на подготвеноста, во околу 90% од областите имаме делумна или добра подготвеност. Ова покажува дека и покрај сите внатрешни, но и надворешни предизвици и тешкиот контекст во кој што функциониравме во изминатава година и сите предизвици со кои се соочувавме, сепак имаме стабилен континуитет во вкупната подготвеност на земјата, што треба да биде поттик повеќе за сите нас за од денес до наредниот извештај на Европската комисија. Северна Македонија недвосмислено ја потврди стратешката определба кон Унијата во еден нов геополитички контекст, меѓу другото и со фактот што беше прва земја од регионот која се придружи кон сите осуди, санкции и рестриктивни мерки поврзани со руската агресија на Украина, со постигнување на 100% усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ. Овој чекор на дело покажува дека Северна Македонија е партнер на Унијата, кредибилен партнер, и имајќи ги предвид таковните предизвици со кои се соочуваме сите, би ја искористил можноста да дадам апел дека очекуваме земјата и регионот да бидат вклучени во механизмите на ЕУ за снабдување со сите оние ресурси со кои што има проблем во снабдувањето во текот на кризата, односно со енергија и храна. Во однос на наодите од извештајот би се осврнал на неколку сегменти. Во делот на политички критериуми, Комисијата потврдува дека Северна Македонија продолжи со напорите за зајакнување на демократијата и владењето на правото и покрај некои предизвици. Локалните избори во 2021 година се оценети како конкурентни и со почитување на основните слободи, но не останува врската за сеопфатна ревизија на изборното законодавство согласно препораките на ОПСЕ ОДИХР во инклузивен и транспарентен процес. Во однос на собранието, како што кажа и амбасадорот, имаме јасна критика за доцнење приносењето на законите, зашто причина, според нас, пред се блокадите од страна на опозицијата. Се нагласува потребата собранието да биде форум за конструктивен политички диалог, особено за реформската ЕУ агенда и заедно со владата да работат на планирање на законодавната агенда со приоритет на уставните измени. Во однос на правосудниот систем, се нотира дека правосудните органи ја покажаа својата посветеност да го заштитат својот интегритет и независност, а судскиот совет и советот на јавни обвинители да ги спроведуваат стратешките планови. Она на што ќе треба да се фокусираме е подготовката на новата стратегија за реформа на правосудниот сектор и спроведувањето на стратегиите за човечки ресурси во судството и во обвинителството. Од аспект на борба против корупцијата, се оценува дека земјата продолжи да го консолидира досието, или трек рекорд на англиски, за истраги, гонење и пресуди во неколку случаи на корупција, вклучително и на високо ниво.
Државната комисија за борба против корупција се оценува дека продолжи со проактивниот пристап во спречување на корупцијата и отвори неколку случаи, вклучително и случаи против функционери на високо ниво. Секако овде ни останува врската за континуирано јакнење на капацитетите на органите за спроведување на законите во борбата против корупцијата. Во однос на човековите права, оценката е дека националната рамка е на линија на ЕУ стандардите, се нотира напредокот во процесот на деинституционализација и родово одговорно буџетирање, како и обезбедувањето поддршка за жртвите на родово базирано насилство. Ни останува врската за постапување по препораките од Комитетот за спречување на тортура во однос на третманот на лицата во притвор и затвор. Во делот на слободата на изразување и медиумите, останува оценката дека медиумите имаат соодветна овозможувачка средина за работа која обезбедува критичко новинарство, но ни останува врската за усогласувањето со правото на ЕУ за аудиовизуелни медиумски услуги и реформирање на националниот радиодифузен сервис, како и подобрување на работничките права на медиумските работници. Во делот на реформата на јавната администрација се нотира усвојувањето на новата програма за реформи во управувањето со јавните финансии за периодот 22-25 година, но останува врската да се донесе пакетот закони со кои се уредува работењето на јавната администрација, како што се Законот за административни службеници, Законот за вработени во јавниот сектор и нов Закон за висока раководна служба, како и новата стратегија за реформа на јавната администрација. Во однос на економските критериуми, земјата има добро ниво на подготвеност во развојот на функционална пазарна економија. Во 2021 година, како што спомна и амбасадорот, економијата во голема мера закрепна од пандемијата COVID-19, а владата продолжи да спроведува мерки за фискална поддршка за да го помогне закрепнувањето. Се донесе и новиот закон за буџети, чија имплементација ќе придонесе зголемување на фискалната транспарентност и фискалното управување. Секако дека она што ќе биде главен предизвик и за владата е во услови на енергетска криза, да се обезбеди што е можно повеќе поддршка за стопанството и ранливите категории на граѓани, што со последниот пакет мерки владата и го прави. Ќе треба да продолжиме и со реформите за подобрување на фискалното управување и одржливоста на јавните финансии. Она што е особено важно е констатацијата на комисијата дека процесот на скрининг се одвива непречено, а земјата покажува високо ниво на посветеност и ангажираност. За нас овој процес мора да биде инклузивен и транспарентен, а со вклучувањето на граѓанскиот сектор и експертите во преговарачкиот процес, заедно со европските фондови кои ни се на располагање, гледаме нова можност за повеќе и побрзи реформи. Секако дека ова е важен поттик, не само за владата, туку и за администрацијата, а верувам и за целото општество, да продолжиме со уште поголема посветеност и динамика во спроведување на реформите. И комесарот Вархеји во своето излагање нагласи дека Северна Македонија треба да го искористи овој моментум и да го покаже целиот свој потенцијал преку забрзување на реформите. Ние тоа и ќе го направиме. Целосно се согласувам дека со национален консензус и максимално вложување на владата како носител на преговорите, администрацијата, граѓанското општество, собранието, бизнис заедницата, академската заедница и сите други засегнати страни ќе ја исполниме заедно заложбата да бидеме подготвени за полноправно членство во Унијата до 2030 година, како што впрочем и се обврзавме на првата меѓувладина конференција. Наша задача е да продолжиме со реформите, свесни за фактот дека полноправното членство во Европската Унија не е од недвосмислен интерес. Треба да работиме заеднички за надминување на слабостите и да се обединиме околу оваа национална задача. За таа цел Секретаријатот за европски прашања ќе организира и серија на панел дискусии под слоганот на Европскиот пат, нови реформи, нови можности, од кои првата е веќе утре и на која ќе ги отвориме за дискусија пред представниците на институциите и граѓанскиот сектор, кластерите 1 и 6, односно фундаментални вредности и надворешни односи, а во следните неколку недели ќе следат уште 2 настани за останатите кластери. Сите препораки во извештајот ќе ги дискутираме заеднички и ќе ни користат како основа за ажурирање на националната програма за усвојување на правото на ЕУ, заедно со правото на ЕУ кое е презентирано на објаснувачките состаноци. Овој документ до крајот на годинава ќе биде ревидиран и ќе биде основа за подготовка на преговарачките позиции на земјата. На крајот би сакал да се заблагодарам на амбасадорот Гир
за целокупната поддршка и соработка која што ја имаме со делегацијата на ЕУ и да повторам дека сите идни реформи ќе го спроведуваме во партнерство и тесна соработка со службите на Европската комисија и со државите членки. Ви благодарам.